Здраво и добре дојдовте во оваа сесија наменета за долниот дел од телото. Значи ќе поработиме на стапалата, глуждовите, нозете во целост, колковите, абдоминалните мускули, неминовно, и ќе поработиме малку на рамнотежа. Се надевам дека ќе ви се допаде. Почнуваме во положба каде што нозете не се испружени пред нас, слободно, но сепак се чувствуваме стабилно на столчето. Ги виткаме прстите на нозете, ги испружиме. Виткаме, испружиме. Виткаме, испружиме. Неколку пати, колку што ви е згодно, колку што сакате. Така. Стегно приближите ги стапалата поблиску кон вас, значи да има еден горе-долу прав агол во коленото, коленото врз петицата, врз глуждот, едно нормално растојание во ширина на колковите, помеѓу колената, петицата на подот, прстите кон нас. Вдишуваме, го придвижуваме стапалото надолу, колку што можеме поблиску до подот. Издишуваме, прстите нагоре. Вдишуваме, стапалото надолу, издишуваме, прстите нагоре. Ја виткаме ногата во коленото и испружаме другата. Петицата на подот, прстите нагоре. Вдишуваме, го придвижуваме стапалото надолу, издишуваме, прстите нагоре. Вдишуваме, стапалото надолу, колку што можеме поблиску до подот, издишуваме, прстите нагоре. Ја снимаме десната нога, ја подржуваме со двете дланки под бутот и почнуваме да правиме кружни движења со глуждот. Значи во една насока неколку пати, во друга насока неколку пати. Можете да менувате, да си комбинирате движења, значи како чувствувате дека е најполезно за вас. Ја спуштате десната нога, истото ќе го повториме со левата нога. Значи го подржуваме бутот со двете дланки. Се трудиме грбот да остане во горе-долу неутрална положба, да не се згрбавиме, да не се заоблиме премногу. Значи, внимание посветете на правилно поставување на грбот и продолжуваме. Значи, ротации со глуждот во една насока, во друга насока. Сменете, комбинирајте. Слушајте си го глуждот. Така, спуштете. Се враќаме на десната нога. Повторно го подржуваме бутот со двете дланки. Внимаваме на грбот. Вдишуваме, го испружаме. Го виткаме коленото. Издишуваме. Како да шутирате топка. Така. Вдиши, издиши. Вдиши, издиши. Уште еднаш. Вдиши, издиши, спушти ја ногата. Повторуваме со левата страна. Вдишуваме, го исправаме како да шутираме топка, повторно го виткаме. Уште 4 пати, 3 пати, 2 пати, еднаш, последен пат, спуштаме. Со следната вежба се придвижуваме нагоре и почнуваме да работиме на колкот. Значи коленото е свиткано, го подкриваме нагоре и го отвораме на страна. Глуждот врз бутината. Колку ќе бидете отворени тука зависи од градбата на коските, значи колку простор за движење ќе ви даде самата структура, понатаму
колку ви се растегнати мускулите и ред други фактори влијаат на тоа колку ќе можете да го отворите колкот. Независно, значи немојте да си нанесувате болка, немојте да форсирате ништо. Колку можете во моментот, толку. Колку ќе можете утре, зависи од тоа како ќе сработите денеска. Така? Најпрвен ќе правиме благи движења, значи го придвижуваме коленото нагоре, надолу. Може да го стабилизираме глуждот со левата рака, значи придвижуваме нагоре, нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре, надолу. Сега дојдете во она што е максимумот за вас, значи без да ви нанесува непријатни чувства, така? И пробајте да се навалите малку нанапред. Навалете се нанапред и ќе држиме. За некој од нас, тоа ќе биде тука, за некој тука, за некој сосема долу, така? Едното не е подобро од другото. Значи, што е добро за вас лично, тоа. Повторуваме со другата страна, значи го криваме левото колено, отвораме на страна, глуждот на бутината и најпрвен ритмички придвижуваме. Нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре, надолу и повторно. Постигнете го вашиот комотен максимум во моментот и придвижите се нанапред. Внимавајте да бидете стабилни, да не се лизнете, да не паднете, значи ништо од тоа не сакаме да се случи, така? Полека се придвижуваме нанапред. Може би во првите неколку моменти ќе можете до тука, после некој време ќе можете до тука, може би некогаш, може би не денес, ќе можете да се спуштите до долу, но тоа не е поентата. Вдишете, вратите се во неутрална положба, стапалото спуштите го на земја. Продолжуваме со работа на колковите. Значи, од неутрална положба, најпрвен, десната нога ја отвораме колку што можеме на страна. Доколку ви треба помош, дајте си помош. Се враќаме во неутрална положба. Истото го повторуваме со левата нога. Значи, налево отвораме, се враќаме во неутрална положба. Надесно отвораме, неутрална положба. Налево, неутрална положба. Внимавајте торзото да остане во неутрална положба исто така. Значи, не сакаме премногу движење во торзото или пак да се згрбавиме или да одеме нанапред, наназад. Следната вежба ќе ги отвориме двата колка истовремено. Значи, прво, десната нога ја отвориме, колку што можеме во моментот, после тоа левата нога, и тука можеме маца да работиме, да искомбинираме вежби за горниот дел од телото. Че се е поврзано, нема зија, што би се рекло, така. Од неутрална положба, вдишуваме, го издолжуваме ребетот, се придвижуваме кон левото колено. Вдишуваме во неутрална положба, издишуваме левото раме надесно. Повторуваме неутрална положба, вдишуваме, издишуваме налево. Вдишуваме, издишуваме надесно.
уште еднаш. И ќе задржиме малце налево. Благо притискате со десната рака на десната бутина и видите како тоа влие на отворањето на колкот. Благо, ништо агресивно. 3, 2, 1. Се враќаме во неутрална положба. Се навалуваме на десната страна и притискаме благо со левата рака на левата бутина. И држиме. 3, 2, 1. Се враќаме во неутрална положба. Ги враќаме нозете каде што беа. Може да се одбориме малце. Сега ќе поработиме малку на стомашните мускули. Од неутрална сидечка положба се задржуваме за страните од столчето, за да се осигураме дека сме стабилни, ја одржуваме неутралната положба на грбот, колку што можеме. И најпрвен ќе ја кренеме десната нога, колку што можеме повисоко, спуштаме. Лева нога, спуштаме. Десна нога нагоре, спуштаме. Лева нога нагоре, спуштаме. Повторуваме уште 3, 2, 1. Се одмараме. Рбетот е во неутрална положба. Креваме десната нога и спружаме. Виткаме, спуштаме. Уште еднаш на десната страна, нагоре, испружаме ногата како да шутираме нешто, виткаме во коленото, спуштаме. Ќе повториме 2 пати на левата страна, креваме коленото нагоре, испружаме ногата како да шутираме нешто, враќаме долу. Уште еднаш. Коленото нагоре, шутираме, виткаме колено, спуштаме доле. Уште еднаш така на двете страни. Океј. Колено нагоре, шутираме, надолу, спуштаме. Уште еднаш на десната страна, колено нагоре, шутираме, виткаме, спуштаме. Лева страна. Лево колено горе, испружиме нога, виткаме колено, спуштаме доле. Последен пат. Лево колено нагоре, шутираме, виткаме колено, спуштаме долу. Пред да продолжиме со вежби во стоечка положба, да ги истегнеме мускулите на задниот дел од ногата. Левата нога ќе ја оставиме свиткана во коленото, стабилна. Десната нога ја испружуваме и полека со долг грб, значи не се згрбавуваме. Колку што е можно по неутрална положба задржуваме и се спуштаме надолу. Значи не е битно да се спуштите сосема надолу, а грбот да се искриви цел. Подобро малце погоре. Грбот останува долг, а вие сепак ја добивате таа убава стимулација во задниот дел на ногата. Значи 3, 2, 1. Вдишуваме, се враќаме нагоре. Другата страна, значи десното колено останува свиткано, стапалото стабилно. Испружаме левата нога, вдишуваме, го изложуваме грбот и со така долг грб се виткаме нанапред. Тоа се случува од колковите. Значи не од грбот, движењето нанапред
се случува од колковите. Колку што можете. Може би ќе можете тука, може би тука, може би тука. Не е важно. Важно е ребето да остане неутрален, а вие да го чувствувате растигнувањето на мускулите на задниот дел од ногата. 3, 2, 1. Вдишете, вратете се во неутрална положба, одморете се. Следните неколку вежби ќе бидат во стоечка положба, значи повторно ќе поработиме на стапалата, нозете во целост, колковите, зајакнување на мускулите. Ќе има, се разбира, и вежби кои ќе ги стимулираат абдоминалните мускули. Се држиме за столчето, стабилни сме, опуштени. Вниманието го насочуваме кон стапалата. Значи вдишуваме се, креваме на прсти, издишуваме се, спуштаме надолу. Кренете ги прстите нагоре. Повторно, вдишете, кренете се на прсти, петиците над земја, ги спуштаме петиците, прстите ги креваме, колку што може, така, уште еднашка. Се креваме на прсти, петиците се подкреваат од земја, колку што можете, ги спуштаме петиците, ги подкреваме прстите. Вратете се во неутрална положба. Се држиме за столчето. Најпрво почнуваме со движење на левата нога. Значи, вдишуваме, ја придвижуваме нанапред. Правиме мало четврт круг уствари на страна, враќаме назад. Повторно. Нанапред, четврт круг на страна, враќаме назад. Уште еднашка. Нанапред, четврт круг, враќаме назад. Левата нога ја придвижуваме наназад, четврт круг нанапред, кон средина. Повторно. Стапалото наназад, четврт круг на страна, се враќаме во неутрална положба. Стапалото наназад, на страна, во неутрална положба. Повторуваме на другата страна. Вдишуваме, го придвижуваме стапалото нанапред, четврт круг на страна, во неутрална положба. Уште два пати. Нанапред, на страна, неутрална положба. Последен пат. Нанапред, на страна, неутрална положба. Вдиши, стапалото наназад, четврт круг, неутрална положба. Наназад, четврт круг, неутрална положба. Наназад, четврт круг, неутрална положба. Следната вежба може би е малце поинтензивна. Значи процените ги вашите можности и работете со областа, така? Со левата нога ја виткаме ногата, коленото, креваме нагоре, спуштаме и спружаме позади нас. Креваме, спуштаме и спружаме позади нас. Креваме, колку што можеме, спуштаме и спружаме позади нас. Ногата може да го допира подот или да лепди. Зависи колку и како можете. Така. Го криваме десното колено. Ја придвижуваме ногата наназад. Ја испружаме. Ја враќаме напред. Коленото кон градите. Испружаме ногата наназад. Колено нагоре.
нога назад испружена. Врати се во неутрална положба. Сега ќе искомбинираме неколку движења, значи ќе работиме и со горниот и со долниот дел од телото. Ќе работиме на равнотежа, ќе работиме на зајакнување на абдоминалните мускули, ќе работиме на подобрување на координација. Ајде да видиме како ќе биде тоа. Ја криваме левата нога, коленото е свиткано. Ја подвиткуваме десната рака во лактот. Вдишуваме, придвижуваме левата нога наназад, десната рака нанапред и правиме една убава дијагонала. Враќаме во првобитна положба. Вдишуваме, раката нанапред дијагонално, ногата наназад, издишуваме, враќаме во првобитна положба. Уште еднашка. Испружаме, правиме убава дијагонала, издишуваме во првобитна положба, се враќаме на двете стапала. Ја криваме десната нога, виткаме коленото, левата рака е свиткана во лактот, вдишуваме, ја испружаме десната нога наназад, левата рака нанапред, правиме убава дијагонала. Издишуваме, враќаме во првобитна положба. Вдишуваме, правиме дијагонала, издишуваме, првобитна положба. Уште еднашка. Правиме дијагонала, издишуваме, првобитна положба, двете стапала на подот. Сега тука можеме малце да растегнеме грбот, задниот дел од нозете, значи можете да се подпрете на столчето и почувствувате како се растегнуваат мускулите, како се опуштате, дишате длабоко. Полека придвижете се нанапред и одморете се.